Денес ќе разговарам со еден навистина интересен гостин, докторски кандидат и асистент на Универзитетот во Приморска, кој веќе има сериозен научен отпечаток зад себе во областа на системите за препораки, музичките навики и филмот. Матеј, ти си кандидат за доктор на науки и асистент на факултетот во Словенија. Кажи ми како изгледаше твојот академски пат досега и што најмногу те инспирираше да се занимаваш со истражувањата? Така. Да. Се почнува со моите магистарски студии. Решив да запишам магистарски студии за време на короната во полето на наука за податоци, тоа што во тој период податоци бројки беа многу битни и сакав да научам да разбирам што се тие податоци и како се користат, и таму го сретнав мојот ментор Марко Ткалчич, кој работи на системи за препораки, и така потоа продолжив докторски студии во тој смер, а тоа што системите за препораки се нешто што го користиме секој ден. Така. Да. Пред само неколку недели доби награда за рецензент во Прага. Можеш ли да ни објасниш што точно представува таа награда, која е нејзината важност и што се вреднува при изборот за најдобар рецензент? Така. Значи, често пати научниците во една сфера, како например системи за препораки, се собираат на конференција. И во таа конференција се представуваат, научници аплицираат и се избираат најдобрите трудови да се представат на таа конференција, и при изборот има потреба од рецензенти. И јас бев еден рецензент на годинава на конференцијата, и ми дадоа награда за извонреден рецензент. Како ја бираат, не знам точно, но кажува за посветеност и квалитет при работата. Браво. Одлично. Делот од твојата научна работа е исто така поврзан со системи за препораки. Што опфаќа овој тип на истражување и како всушност функционираат овие системи и во кои области најчесто се применуваат, ако може така да кажеме? Така. Значи, денеска на интернетот имаме многу содржини. Например, на една платформа за видеа, како например YouTube, има милиони видеа. Сега да се упали корисник и само да почне да иде едно по сите, тој никогаш нема да најде што му треба. И затоа има потреба од системи на препорака, кои базирано на вкусовите на корисникот ќе му препорача неколку видеа кои тој би сакал да ги гледа. И тоа се системите за препорака ни помагаат при филтрирање податоци, така што ќе ги најдеме точните податоци за точниот корисник. Како функционираат тие системи е на начинот на тоа што како корисникот ја користи платформата, така системот учи што гледа, например за видеа, ако кажеме, што гледал корисникот, какви видеа му се интересни, што бара обично, и од сите аспекти за корисникот како ја користи платформата, системот се учи и прави профил, и базирано на тој профил дава препораки. Тоа е најгрото. Да, за да ја не случајно го поставивме ова прашање, бидејќи една од твоите најпознати трудови е анализата на тоа како се менуваат навиките за слушање на музика со текот на времето. Како дојде до идеја за ова истражување? Во системите за препорака често мораме да ги истражиме корисниците, за да знаеме како да ги подесиме системите за препораки. И нешто што приметивме е дека во сферата на музика немало студија што истражува корисници како ги менуваат своите навики, со годините.
Така да дојде до таа идеја да направиме една студија базирана на вистински податоци од една платформа и да истражиме како се случува. Мате, вие во оваа анализа и истражување доаѓате до некој заклучок дека како старееме, слушаме се помалку музика. Зошто е тоа така? Може ли да ни го објасниш овој феномен? Така. Ние во истражувањето најдовме дека во просек постарите корисници слушаат помалку музика од помладите. Зошто е тоа така? Е најверојатно затоа што ние истражувавме платформа на интернет. Така да, веројатно, постарите корисници не се навикнати да слушаат музика онлайн. Така да тоа е едната причина. Од друга страна па може во текот на животот да се развива да се намалува потребата за музика. Кои се методи ги користевте додека го спроведувавте ова истражување? А тука се спомнува и разновидноста на Да. музичкиот вкус. Можеш ли подетално да ни кажеш за тоа? Така, значи, ние имавме податоци на платформа, наречена Lest.fm, на што слушале корисниците во последните 15 години. Базирано на тоа, ние извадивме неколку статистики, како што е волуменот или колку музика слушале корисниците, секој во својата старост, и истовремено истражувавме и диверзитет. И диверзитетот ни покажа дека како старееме ни се дига диверзитетот или разновидноста на музиката која ја слушаме. Како го измеривме диверзитетот, направивме проста формула, каде што ги измеривме уникатните песни што ги слуша еден корисник во една година, и го поделивме со вкупниот број на песни кои ги слушал корисникот во таа година. И сега како ова ни го кажува диверзитетот, па например ако корисникот слушал, да речеме, 50 песни и 50 пати пуштил песна, значи секоја песна што ја пуштил била различна, значи бил многу разновиден, биле многу разновидни песните кои слушал корисникот, а тој ако слушал една песна, а пуштил песна 1000 пати, значи 1000 пати ја слушал истата песна и немало никаква разновидност. Цело време корисникот го слушал исто. Мате, резултатите исто така покажуваат дека како старееме стануваме се послични едни на други. Да. Објасни ми го и овој момент. Како дојдовте до тоа? Да, како што реков, главно го истражувавме диверзитетот на корисниците. И најдовме дека како старееме, стануваме послични во диверзитетот на тоа што го слушам. Например, помладите, иако во просек имаат помал диверзитет од постарите, секоја индивидуа си има различен диверзитет, кој може да биде висок, може би повисок од просекот на постарите, но како старееме, тоа се нормализира. Некако во просек постарите корисници имаат поголем диверзитет, но истовремено сите имаат сличен диверзитет меѓусебно. Колку време ви беше потребно за да го спроведете ова истражување? Колку време работевте и кој се беше вклучен во ова истражување? Така. Ова истражување го работев во соработка на 4 други автори, меѓу кои беше мојот ментор Марко Калчич, Универзитетот во Приморска, како и Алан Саид во Универзитетот во Готенбург и Брус Ферверда од Универзитетот во Љоншопинг. Вкупно ја работевме студијава околу 2 години, додека не искочи финалниот труд. Токму така, затоа и го постави прашањето, бидејќи навистина за да се дојде до вакви резултати е првенствено потребно
доста време и доста истражување, доста користење на најразлични методи. Ова истражување предизвика големо внимание и беше споделено над повеќе од 200 медиуми, мислам дека го имаа споделено широм светот, но кажи ми каде прво одекна веста за ова истражување и подоцна ли останатите го споделија? Така. Истражувањето прво беше објавено од Универзитетот во Готенбург. Универзитетот во Готенбург има канцеларија за прес, за вести, и тие го приметија трудов на кој што работевме и се одлучија дека тоа е нешто што они би сакале да го представат во вести. И оттаму се расшири прво низ вестниците во Шведска и потоа низ цел свет. Ме контактира од Deutsche Press Agency. Тоа е, како што разбрав, еден од најголемите вестници во Германија. И кога ја направија они објавата, се расшири низ Останатите медиуми. останатите медиуми. Да. Матеј, ти имаш работено исто така на студија поврзана со филмовите, односно зошто сакаме да гледаме филмови. Многу интересно истражување, ќе оставам ти да ни кажеш нешто повеќе за тоа. Да. Во главном истражувавме две објаснувања на тоа зошто сакаме да гледаме филмови. Едното објаснување се емоции, дека филмовите додека ги гледаме во нас будат емоции, кои не можеме да ги почувствуваме во секојдневниот живот, затоа сакаме да гледаме филмови, но тоа не објаснува точно што добиваме од гледањето филм, што е нашиот бенефит. И тука доаѓа теоријата на еудаймонија и хедонија, која вели дека од гледање филм добиваме нешто од две сфери. Тоа се хедонија и еудаймонија. Хедонија е уживање. Значи, кога гледаме некоја комедија или некој среќен филм, се соживуваме со тоа и се чувствуваме и ние дека живееме убав живот, дека уживаме во животот. Што е едната страна, но тоа не ни објаснува зошто би гледале некоја тешка драма која не представува толку весели моменти. Тука доаѓа идејата за еудаймонија. И тоа е дека кога ќе завршиме да гледаме таква драма, се чувствуваме како да сме добиле нешто во живот. Значи, ние што добиваме од гледање филмови е тоа дека или добиваме, се чувствуваме дека уживаме во животот, или дека учиме нешто ново. Дека оваа приказна што ја видовме има лекција за нас. Ние што направивме е покажавме дека овие две работи се поврзани. Значи, емоциите кои ги прикажува еден филм е поврзано со тоа дали филмот е еудаймоничен или хедоничен и колку од двете има во филмот. Ми сакала да се надоврзам на претходното истражување, односно на тоа што ни беше фокус на денешниот разговор за музичките навики, дека како старееме стануваме се послични. Ги спомнавме и емоциите. Колку емоциите и во ова истражување на некој начин донеле на некој начин или да станеме се послични со текот на времето, дури и при изборот на музиката која сакаме да слушаме. Дали има некоја поврзаност? Да. Ние најдовме во тоа истражување, еден од резултатите при крајот на трудот се дека постарите слушаат повеќе музика која била популарна во за време на нивната младост. Значи, во тинеџерските години и во раните 20 години, да речем, од 20 до 25. Така да, скоро до 40 години, тоа што слуша корисниците е музика која е модерна, додека после 40 го видовме овој
шаблон на тоа дека корисниците почнуваат да се навраќаат на песните од нивната младост. Зошто е ова така? Има еден труд во сферата на психологија кој кажува дека ние кога слушаме песна, поготово кај постари корисници, дека се подсеќаме на ни буди сеќавања на некои среќни моменти во нашиот живот кога таа песна пеела. Спомени од некои убави времења. Да. И тоа има ефект врз тоа кои песни ни се омилени. Така. Мајти, во рамките на твојата докторска теза истражуваш како системите за препорака можат да се адаптираат на субјективни карактеристики на корисниците, особено во доменот, нели, како музика, филм. Може ли да ни објасниш што подразбираш под субјективни карактеристики и зошто тие субјективни карактеристики се важни за овие системи? Така. Значи, системите за препорака, за да можеле да прават препораки, потребни им се информации за стварите кои ги препорачуваат. Дали се тоа видеа, музика, производи. Најбитните карактеристики на предметите кои ни помагаат да предложиме нешто се субјективните. Например, може би некој сака да слуша среќни песни. Но дали е среќна песната не е прашање кој има еден одговор. Може за мене да биде среќна, може за некој друг да не биде. Така да овие субјективни карактеристики се многу битни за препораки. И досега алгоритмите не се прогресот досега на алгоритмите за препораки не се соочиле со овој проблем. Така да моите докторски истражувања се на таа тема за како да внесеме субјективност во алгоритмите за препораки. Така. Значи, по моментов работиш на токму на оваа тема. Матеј, ти благодарам за овој инспиративен разговор. Твоите истражувања навистина покажуваат дека за секоја една обична навика, како избор на песна или филм, стои длабока приказа за тоа кои сме ние и како се менуваме со текот на времето. Продолжи да не инспирираш, да истражуваш, да ни понудиш уште многу интересни анализи и истражувања кои верувам исто ќе одекнат во медиумите како и досега, а ќе стигнат и до нашата публика. Ти благодарам. Фала ви на вас.